Ние како развојна банка, како што напоменав, имплементиравме неколку инструменти со кои сакаме да ги поддржиме компаниите и да зголемиме пред се нивната конкурентска способност. Некои од тие инструменти ќе ги напоменеме во оваа пригода, како што се извозното кредитно осигурување, извозниот факторинг. Знаеме дека во време на криза меѓународната економија се потешко се одвива, ригорозни се правилата, нашите извозници се соочуваат со големи проблеми, со цел да, да може да пливаат во тие меѓународни во водите на меѓународната трговија. Не се битни само квалитетен производ, ниска цена, него и условите за плаќање. Она што сега е актуелно во меѓународната трговија е дека странските купувачи се повеќе ги бараат производите и услугите да ги користат на одложено плаќање. А знаеме дека извозните компании, пред се македонските извозни компании, не се во состојба да имат преговарачка моќ да испреговараат да добијат авансно плаќање или добијат соодветен инструмент за обезбедување на тоа побарување. Во услови кога македонските извозници продаваат на одложено, се изложуваат на одредени ризици, пред се ризици да не може да се ги наплатат своите побарувања од извозните трансакции. Во такви случаи, извозното кредитно осигурување ги поддржува да бидат похрабри и посигурни во пласманот на своите производи и услуги. Што значи тоа? Значи, доколку некој од македонскиот извозник извезе соодветен производ или услуга со одреден рок на плаќање, при тоа не добија авансно плаќање, он има ризик, се соочува со ризик да не може да се наплати своето побарување. Во тој поглед, инструментот кредитното извозно осигурување ги амортизира, односно ги минимизира ризиците со кои се соочуваат извозниците од евентуална ненаплата на своите извозни побарувања од извозните трансакции. Што значи тоа? Дека МОВПР преку инструментот извозно кредитно осигурување има возможува осигурување на наплата на нивните побарувања од комерцијални и политички ризици. Со други зборови кажано, значи се возможува една сигурност на извозниците од евентуална ненаплата на нивните побарувања од странските купувачи. Повеќе добиен интензитет, значи се повеќе и повеќе се користи од страна на извозните компании, со оглед на фактот дека се повеќе се заоструваат условите на меѓународните пазари. Значи конкуренциските услови се многу тешки, конкуренцијата е остра и затоа македонските извозници мора да прифаќаат услови кои што се наметнуваат на глобалните пазари. Она што е битно, кој е бенефитот од извозното кредитно осигурување за македонските извозници? Всушност, овој инструмент се возможува еден похрабар, посигурен настап на извозниците на странските пазари. Зашто го велам тоа? Затоа што доколку нема авансно плаќање, нема одреден инструмент за обезбедување на наплата на побарувањето, тогаш македонскиот извозник може да си осигури своето извозно побарување доколку ради проблеми одредени, како на пример неликвидност, X други причини, странскиот купец не може да го плати својата обврска према македонскиот извозник, тогаш Македонска банка за поддршка на развој ги обештетува извозниците. Значи, бенефитот од овој инструмент е дека компаниите имат еден похрабар, посигурен настап, им се возможува посигурен настап на странските пазари со цел да најдат и нови купувачи, да влезат на нови пазари, затоа што кажавме криза да си го направи своето, постојните купувачи ги намалуваат нарачките, извозниците се доведени во ситуација да мора да барат нови пазари, нови купувачи со кои немаат искуство како плаќаат, немаат добри релации, затоа овој инструмент е многу корисен и со тоа им се зголема конкурентската способност на нашите извозници за настап на странските пазари. Надоврзувајќи се на овој инструмент кредитното осигурување и соочувајќи, слушајќи ги потребите и проблемите со кои се соочуваат македонските извозници од перманентно недостаток на обратен капитал, перманентно влошување на ликвидноста ради помалите продажби, потешкотиите во наплата на побарувањата, Македонска банка за поддршка развој на почетокот од 2012 година го воведе инструментот извозен факторинг. Што значи извозен факторинг? Значи тоа е финансиски инструмент всушност кој возможува финансирање, краткорочно финансирање на извозниците преку откуп на нивните побарувања. Всушност извозниците кои што продаваат на одложено со одреден рок на плаќање, за да дојдат до обртни средства без дополнителен колатерал, Македонска банка за поддршка развој ги откупува тие побарувања странски купувачи, значи добиваат финансирање краткорочно за нивните тековни потреби, се со цел да може да бидат конкурентни на странските пазари. Она што е битно, сакам да го напоменам, како придобивки од извозниот факторинг за извозниците, пред се се намалува проблемите со неликвидност, недостатокот на обртен капитал се надоместува, се забрзуваат бизнес циклусите, се зголемува конкурентската способност на извозниците и со тоа се зголемува развојот и развитокот на македонските извозни компании. Она што сакам да го напоменам во оваа прилика е дека
Од почетокот на оваа година Македонска банка за подршка развојот има склучено со 15 фирми извознички од различни бранши, значи договори за факторинг, значи компании извозници од автомобилска индустрија, винската индустрија, хемиска, прехрамбена, текстилна и така натаму. Преку факторингот, значи сме поддржали извоз во неколку земји. Извоз значи на македонски производи и услуги, значи извоз во Романија, во Полска, Хрватска, во Германија, во Франција, во Словачка. Што сакам да кажам во оваа прилика дека факторингот и кредитното осигурување се одлични финансиски инструменти со кои се зголема конкурентската способност на македонските извозници. Зашто го велам тоа? Зашто во одредена ситуација кога треба да понудат производ, реков во меѓународната економија се повеќе акцент се стави на условите на плаќање, покрај квалитетот и цената. Кога ќе понудат на странските купувачи продажба на своите производи и услуги на одложено плаќање, со одреден рок на плаќање, а при тоа може да ги финансираат самото производство преку факторингот, значи доаѓаат без дополнителни колатерали до потребните обртни средства за да го подготват тоа производство, да го направат извозот, значи може да влезат и во трансакции кои што претходно не можеле да ги задоволат потребите на странските купувачи ради недостатокот на обртниот капитал. Во оваа прилика сакам да напомнам дека Македонска банка за подршка развојот како развојна банка е во фаза исто на подготовка и на анализа на потребите на извозниците и во фаза на подготовка на неколку други инструменти за поддршка на извозот. Значи, за да се зголеми конкурентската способност на компаниите извознички од Македонија, треба да има на располагање разни инструменти, кои што ги имаат сите компании сегде во светот, затоа и ние работиме на подготовка на неколку други инструменти кои што ќе бидат од голема корист во поддршката на извозниците и во нивните напори да својат нови пазари. Она што го кажав, значи во последните неколку години потребата од осигурувањето и од факторингот се повеќе се зголемува. Странските купувачи соочени со нивните проблеми во нивните земји и кај нив изразените проблеми со неликвидност, ги наметнуваат потребите да не може да ги платат нивните обврски на време или да не можат авансно да ги платат нивните обврски врз основа на нарачките од нашите извозници. Нашите извозници, исто од недостаток на соодветен обртен капитал, не може да излезат во пресед на нивните потреби и така гледаме, бележиме дека намалување на извозот се повеќе и повеќе согласно трендовите во светот. Затоа овие инструменти ги повикуваме извозничките компании да ги користат максимално, се со цел да може да стварим подобри резултати и го зголемим извозот на Република Македонија. Благодарам. Македонската банка за поддршка на развој. Имено Руен откочење е предпријатие кој беше приватизирано во 2004 година. ЕСО, доминантно странски капитал, произведуваме автомобилски делови, потесни тела, квачила и ламени. Најголем дел од нашето производство, или доколку сакате, рече се 95% од нашето производство е наменето за извоз. Нашите производи ги пласираме, рече се, во 20 земји широм светот, распространети, рече се, на 4 континенти. 2008 година беше доста важна година за нас за Руен. Тоа е, како што знаете, година на економска криза. Кај нас се презедува низа мерки со цел убlažување на тие негативни последици од самата криза, меѓу која најбитна, најзначајна и најважна стратегиска ориентација беше ориентацијата да се прошири пазарите на кои Руен ги пласира своите производи. Зборуваме за проширување на пазари во кои Руен претходно не беше присутен, а кои со својата големина и со својата апсорбциона моќ беа доста интересни за нас. Пред се овде станува збор за пазари како пазарите во Русија, во Полска, во Романија, во Турција и така натаму. 2008 година исто така година кога за прв пат почнавме да соработуваме со Македонската банка за поддршка на развој. Соработката најпрво почна преку обезбедување на информации во поглед на бонитетот на новите клиенти кои произлега од новоосвоените пазари. Потоа банката почна, како што Дарко објасни, да врши извозно кредитно осигурување на нашите побарувања, кое за нас, морам да потенцирам, беше доста значаен инструмент, бидејќи, знаете, во време на економска криза осигурувањето ни даваше одредена сигурност во наплатливоста на нашите побарувања, а од друга страна пак и преку долгогодишната соработка која имавме со Тутунска банка ни овозможи и префинансирање на самите побарувања. Во декември 2011 исто така подпишавме договор за факторинг аранжман со Македонската банка за поддршка на развој и мислам дека бевме едни од првите во Македонија кој еден таков договор подпишаа со банката. Така да можам да кажам дека на некој начин банката беше активен учесник во реализацијата на таа наша стратегиска определба за проширување на нашите пазари. Новите клиенти кои произлега од новите пазари се клиенти за кои
ние добивме позитивен бонитет од страна на Македонската банка. Побарувањето од истите тие клиенти беа и се уште осигурени од страна на Македонската банка и во најголем дел се и финансирани преку факторинг аранжманот кој го имаме подпишано. Ние нема да престанеме тука, заедно со Македонската банка продолжуваме со презентациите на сите и кредитни линии и користењето на сите оние поволности кои што се во рамките на Македонска банка за поддршка на развој, исто така во рамките и на новата кредитна линија преку Европската инвестициона банка ќе направиме промоција. Промоцијата ја правиме не само во главниот град, туку и во регионалните комори на територија на Република Македонија.